Добар ден, почитувани, го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Дали добро дете значи послушно дете? Треба ли да се очекува послушност по секоја цена? Како да реагира родителот кога детето одбива да го послуша? Например, да си ги раскрене играчките. Се случува децата да лажат. Дали е тоа рефлексија на лошото воспитание? Зошто некои деца секогаш слушаат, а други често кријат вистина? Ги учиме ли децата да бидат искрени или само да не бидат фатени? Овие дилеми ќе ги расветлиме со доктор Благица Ризовска-Ванич, психолог и психотерапевт. Останете на Телма, а ќе оставиме простор и за ваши прашања во емисија. Дали добро дете е послушно дете и дали децата што лажат се всушност лошо воспитани? Овие дилеми ќе ги разјасни денешната гостинка Благица Ризовска-Ванич, психолог и психотерапевт од Советувалиштето за хумана соработка. Благица, добре ни дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци. Добре ве најдов. Виднош ке да разјасниме што значи тоа послушно дете. Дали е тоа воспитано дете или пак дете што воопшто не се спротивставува? Терминот послушно дете во нашата култура најчесто се поврзува со посакувано дете. Кога некој родител кажува или го представува своето дете како послушно, вообичаено тоа значи дека е и добро воспитано и дека нема предизвици, нема проблеми, нели све тече како што би требало. Но во пракса не значи дека послушното дете е и воспитано дете. Може да значи дека тоа е дете кое што е хиперадаптирано на она што околината го побарува или го очекува од него, и во исто време дека тоа дете не може да каже не или да воспостави однос без при тоа да се повлече или да се пикне во својот срам или во својот страв од изразување. На некој начин представува механизам на градење на односи кои во суштина оневозможуваат да се задоволат потребите и да се искажат чувствата. Од друга страна, воспитаното дете би знаело како да се адаптира, како да селектира, каде, колку, како, што да направи, и на некој начин би ги почитувало и нормите на околината и она што се побарува од него, но и себе си. Не би се погазило себе си или не би се повлекло во името на околината. Дали тоа значи дека претераната послушност всушност не е посакувана, кога детето никогаш не вели не? Тоа би било еден сериозен проблем како возрасен за тоа дете, доколку детето никогаш не вели не, тоест за да може да воспостави релација или однос се повлекува во својот свет. Најчесто тоа е одраз на она што го викаме срам. Иако срамот во психотерапија е малку поразличен од она што вообичаено се смета во нашиот говор, тоа представува една состојба во која што контактот со себе, со своите потреби, чувства, доживувања, искуства е прекинат, а во исто време е прекинат и контактот со околината. Значи, доколку едно дете ниеднаш не искажало некое свое мислење, свое уверување или не се спротивставило, би било знак дека може би станува збор за нешто друго, што не е послушност каква што е очекувана, туку е симптом кој што во повозрасна, поголема возраст би се одразило со ниска самодоверба, со мало чувство за вредност на себе си, зависење од мислењата на другите луѓе, многу голем проблем во донесување на одлуки, многу голем проблем во, да речеме, презентирање на час. Тие деца и не ни зборуваат за време на часовите, што од една страна им ја олеснува работата на наставниците, но од друга страна во моментот кога би требало да споделат што знаат, кои се, како се чувствуваат, значи ова дете има потешкоти во себе представувањето и себе изразувањето. Така да би рекла дека доколку едно дете никогаш не кажува не на другите и не се бунтова или не го изразува можеби своето критичко мислење, дека не станува збор само за послушност, туку е малку поинаква, нели, таа слика психолошки.
Сега има и деца кои што постојано велат не и се бунтуваат. Родителите сметаат дека нивното дете е непослушно. Но што се должи тоа? Дали понекогаш ваквото однесување кај детето е начин да го привлече вниманието врз себе? Така, значи непослушното дете во суштина испраќа порака на околината, може да биде видиме, слушниме, разбериме. За непослушното дете тоа може да представува единствен начин околината да одговори на потребите. Ние сите потреби ги остваруваме во релација со светот и доколку родителите реагираат само кога детето е непослушно, има родители кои што кога е послушно нема потреба да се праша како си или што се случува со тебе или дали нешто ти е потребно, се смета дека детето е подмирено и дека не плаче, не вика, не зборува. Така да нивната реакција следува само доколку детето е непослушно или прави нешто што е надвор од нивните очекувања. И ова е нели другата страна на паричката, каде што детето учи дека за да добијам она што ми е потребно, јас можам да го добијам само преку непослушност. Или мене ќе ми се обрне внимание доколку направам нешто што е забрането дома, а се додека правам, нели, она што се очекува, никој не ме гледа, слуша, доживува. Имаме и културолошки момент во ова, бидејќи кај нас емоциите се препознаваат само доколку се интензивни и доколку се експлозија на емоции. Доколку некој седи мирен, е тивок, не споделува, тогаш се смета дека и не чувствува и дека нема потреби. А доколку некој гласно се смее или гласно плаче или изразува улутина, тогаш нели целото внимание е свртено кон него. Така да непослушноста може да биде и повик за да се биде виден, слушнат, разбран кон околината. Но сепак може да биде и резултат на немање граници во домот. Секако. Значи може да биде и резултат на тоа дека на детето кога му е допуштено да прави што сака. Добро, може да биде и на таа страна, нели, дека доколку му е допуштено да прави што сака, значи премногу порозни граници, но и премногу ригидни. Значи ако се му е забрането. Истиот резултат. Истиот резултат. Значи премногу попустлив родител и премногу строг родител ќе резултира со истиот проблем. Можно е да резултира со истиот проблем, бидејќи многу ригорозните граници, кога на се вика не може, доведуваат до тоа, нели, детето да се бунтова и да бара начин да биде повторно, нели, слушнато, видено, разбрано и да постои во тој простор, да даде порака дека јас постојам тука, имам, нели, некакви потреби. Исто и со преголемата пропусливост. Значи не станува збор за нели адаптација во смисла на тоа да се прави све или да не се прави ништо, туку е можеби повеќе во тоа како во одреден контекст, во одредено време да се пристапи на тоа дете. Некогаш ќе бидат попропустливи границите, некогаш ќе бидат поригидни, сега се зависи и од возраста, и од фазата на развој, и од карактерот на самото дете. И во суштина е правењето баланс во одредено време, во одреден контекст, што е она што би одговарало на ситуацијата. Значи карактерот и темпераментот на детето се исто така важни во цела оваа сложувалка. Така е. Доколку еден родител има повеќе деца, веројатно различни стилови на родителствување ќе имаат различен ефект. Но поставувањето на јасни граници, конзистентни граници кои што не се менуваат на секој 5 минути, посебно кај помалите деца, овозможува да им се даде јасна структура, нели, да знаат што, колку, како, до кога, во исто време да им се даде избор, дека, нели, начинот на функционирање е овај, можеш да избереш помеѓу едно или друго, нели, дали ќе слушаш музика пред спиење или ќе сакаш да речеме да ти прочитам приказна. Значи структурата, во исто време изборот и правото да постоиш и да го кажеш своето мислење, мислам дека се клучни. Постојано се зборува за поставување граници, но како да се постават без при тоа да се предизвика отпор кај детето, без при тоа да има викање во домот. Бидејќи не секогаш децата
прифаќаат дека ќе постојат граници? Првично е да се валидира потребата. Ако детето не сака да спие во одредено време и сака уште да се игра, да се валидира потребата. Гледам дека сакаш уште да се играш или јасно ми е дека можеби ова време и не беше доволно. Значи, да не се тргнува со ти сега треба да си легнеш, затоа што јас така кажав, од позиција на моќ, туку првично да се валидира дека те гледам, те слушам, тука сум, разбирам дека ова е потребата сега. Во исто време, нели, иде на асертивен говор, каде што се зборува за проблемот, сепак утре имаме обврски, нели, времето за спиење, да речеме, од 9 до 9:30 часот и нудењето на избор. Можам да ти прочитам приказна или да направиме нешто заедничко кое би ти помогнало, нели, во овој момент да се повлечеш и да заспиеш. Ова е еден начин на изразување како комуникацијски стил кој што во психологија многу се учи, многу се зборува за тоа, значи секој професионалец, меѓутоа и секој клиент кој што посетува психотерапија во некој момент вежба на своите вештини, нели, како да се изрази, како да го кажам своето мислење, а при тоа да не го повредам другиот, а да не се повредам и себе си. Доколку родителот умее вака да се изразува, значи да не го напаѓа директно и да вика ти грешиш или ти не правиш како што треба, или ако направиш нешто ќе те казнам, сето ова детето го гледа, слуша преку модел. И доколку е модел кој што знае вака да се изразува, со тек на време и детето учи вака да се изразува. Че да искаже својата потреба без при тоа да ги наруши границите и на другите и на, нели, оние воспоставени правила што се во домот. Тоа е еден начин, но пак ќе кажам, различни се децата, различни се стиловите, дури во исто семејство со различни деца. И тука е улогата на родителот да процени кој стил, кај кое дете, како функционира. Не секогаш казната функционира, кај деца каде што се инсистира на поставување на граници, бидејќи се непослушни, кај многу од нив контраефект дава, затоа што детето уште повеќе се бунтова и уште полошо се чувствува во однос на она што го прави. Значи, не го намалува интензитетот на однесувањето, напротив го зголемува. Иако ако одиме по книга, стои дека треба јасно да се каже и да се прекине некое однесување кое што не е во ред. Наградувањето, исто така кај некои деца е мотивирачко за да го променат однесувањето, но повторно не кај сите деца. Значи, кај некои деца, без разлика, нели, што ќе им се допушти да добијат нешто што го сакаат, тоа не е доволен мотив за да променат одредено однесување. Значи, повторно е умешноста на родителот да гледа, слуша, но да не тргнува само од своите искуства. Мислам дека најголемиот проблем настанува кога родителот тргнува од сопствените искуства, како бил воспитуван, како смета дека треба, како пишува во книга и буквално го занемарува она што го гледа пред себе. Ги гледа примерите на другите деца, на пријателите, на комшиите, но не и на сопственото дете. Значи, иако е детето пред него и све е пред нас, во многу ситуации се поаѓа од она што јас веќе го знам, без да се даде простор што можам да кокреирам, да создадам, за да воспоставиме однос со моето дете. Кога односот не е воспоставен, детето нема да ги почитува правилата. Значи, многу е важно прво да се воспостави тој однос за детето да ги прифати границите. Во спротивно, доколку се наметнуваат само граници, а при тоа не се осигура односот кој што би требало да е безбеден, многу тешко ќе биде со тоа дете. Што доколку едниот родител поставува граници, а другиот ги руши? Например, едниот родител му вели на детето крени си ги играчките, собери ги, другиот вели остај го, јас ќе ги соберам. Или едниот вели легни си, доцна, но другиот попушта. Вели нека остане, буден уште половина или еден час. Ова е многу честа тема, посебно кога доаѓаат родители на психотерапија или на советување, каде што
нивните стилови се разликуваат и не можат да најдат заеднички јазик, прво меѓу нив самите. Сето тоа резултира со немање конзистентност во поставувањето на границите и повторна адаптација. Децата се супер адаптибилни, бидејќи тие точно ќе проценат со кој родител што можат. Каде да може да добијат. Да, и сега истото дете, например, кога ќе биде со родителите, е апсолутно непослушно и не ги почитува нели правилата и границите. Меѓутоа, кога ќе биде со некоја од бабите, да речеме, изгледа како све да му е јасно, све да почитува, значи, нели, функционира согласно со она што контекстот го побарува. И тука настанува дилемата, каде ние грешиме или што е проблемот што едното дете со едниот родител се однесува на одреден начин, со другиот се однесува на друг начин, во градинка се однесува на трет начин, нели кај баба и дедо на четврт. Во суштина тоа покажува дека детето, сега зборуваме ако е некое дете на помлада возраст, еве до 5 години, тестира. Во суштина си дава простор да експериментира со тоа до каде може да оди и во кој простор што е дозволено. Ова овозможува учење на социјални вештини, значи не е морален проблем сам по себе, него е простор во кој што некаде околу 3-4 година развојно детето се осамостојува или ја чувствува собствената автономија, дека нешто може само, дека е различно од другите, дека има право на свое мислење. И тестирањето на границите е клучно за ги развие вештините да може да се адаптира со различни стилови нели во иднина. Така да во овој случај би рекла да се даде простор на детето да експериментира, а родителите да побараат помош и поддршка во однос на нивните стилови. Од каде потекнува токму тој стил? Повторно се враќам, дали од моето искуство, дали јас само така знам, затоа што така ме воспитале, така ми кажале дека треба, дали постои простор за нешто друго меѓу нас, бидејќи секое семејство е приказно за себе, и кој е начинот што ние заеднички како родители го бираме за да можеме да се представиме или поставиме на соодветен начин. Секако дека би било идеално да се најде сето ова, но и ако не се идеални нити едни услови и никој не е совршен родител, не познавам таков и мислам дека во пракса тоа е само една идеја, не е реално. И покрај тоа што се различни стиловите, детето ќе научи и ќе си земе она што му е важно и потребно нели во различни контексти. Сепак тоа не значи дека треба да се застане со растот и развојот и со себе истражувањето во родителската улога. Ќе ги поканиме гледачите, почитувани од тој момент емисијата е контактна, слободно можете да се јавите, да поставите прашања за сето ова што денеска говориме и очекуваме да споделите ваши искуства, како вие се справувате со најголемите родителски предизвици. Дали треба да имаме различни очекувања во однос на послушноста кога станува збор за дете, помало дете и тинејџер? Така. Кај помало дете, ова што го зборував, можеби структурата, авторитарноста и водството се клучни. Тука е навистина потребно јасно изразување и конзистентност. Кај тинејџерите е повеќе идентитет, тоа е нели развојна фаза во која што тие го градат својот собствен идентитет и им е потребен простор да се најдат себе си. Нормално да престанат да бидат послушни. Сакате да кажете? Тоа е нормално, да. Значи нормално е да си го бараат местото под небото и да се бават со прашања како што се кој сум ја, што навистина ми значи, што вреднувам, што прифаќам, што е мое, што е туѓо. Не е лесно ова за самите тинејџери. Но тоа не значи дека родителот би требало да се откаже од родителската улога и да не поставува граници, кои што во случајот не би биле во правец на да те водам јас низ животот,
туку би биле повеќе во покажување на правците. Можем да ти покажам, нели, овој избор на каде води, другиот избор на каде води, да го споделам моето искуство, но тоа не значи дека јас ќе ја донесам одлуката за тебе. Значи, да не бидат оние пораки од типот на јас те создадов, јас ќе ти кажам како, ако не оди си од тука, туку повеќе пораки од типот на ајде да зборуваме за, нели, што е оно што те мачи, или каде си заглавил, или со што не можеш да се справиш, или за успехот во училиште, и кои се опциите, и што е проблемот, нели, кој што ти е најголем во остварувањето на нештата. Ова возможува малку повеќе простор, како што кажа, во градењето на однос, емоционална достапност и безбедна средина, каде што тинејџерот би можел слободно да се искаже и кога прави добро и кога греши. Дојдовме до моментот на кажување на вистината. Се случува децата да почнат да лажат на одредена возраст. Зошто тоа се јавува во одреден период од животот? Дали е тоа развојна фаза? Значи, во оваа фаза на автономија што ја спомнав, се случува децата да, како што кажав, да се идентификуваат дека се различни од другите и дека можат да имат различно мислење. Чест можам да кажам и нешто што не е вистина. И да видам како ќе реагираат другите. Може да се плашат од казна. Да инсистираат да ја одржат сликата на добро дете во очите на родителите и на другите и при тоа да лажат. Значи, ако ја кажам вистината, сликата се менува, а јас сакам да ја одржам сликата и на тој начин, нели, кажувам нешто што не е вистина. Тоа важи за сите возрасти? Да речеме, ако мало дете рече јас не ја скршив играчката, а сведоци сме дека токму тоа се случило. Може малото дете да се плаши од казна. Значи, доколку се тука повторно ригорозни границите и доколку се инсистира на одржување на сликата дека моето дете не крши вазни, значи, детето, плашејки се од казна, плашејки се од тоа да ја наруши оваа слика, ќе игнорира или ќе каже дека тоа не се случи. Понекогаш е и магиско мислење. Идејата е дека ако кажам дека не се случи, на вистина не се случило. Значи, ако го сокријам ова или го негирам, како да не било. Значи, имаме и таква фаза во овие рани фази. Нели, понатаму, како што растат децата, може да има лажењето различна функција. Да речеме, за тинејџерите може да биде да ја тестирам довербата. Дали родителите ќе ме прифатат и кога лажам? И што кога тоа ќе се случи, како ќе реагираат? Да ја тестираат исто безбедноста, колку е безбедно да бидам јас со сите мои лаги и грешки. Значи, функциите варираат на различна возраст и во различно време. Не е едносмерна улица да речеме дека ако, нели, некој лаже, тоа би значило една работа. Кога работиме и со деца и со тинејџери, ја истражуваме функцијата. Што ќе биде ако ја кажам вистината? Што е нешто ќе се случи ако нели, излажам? Дали се штитам од нешто со тоа? Дали во тој контекст, контекстот е многу битен, во кој контекст лажам и дали имам простор во тој контекст да не лажам? Што ќе се случи ако не лажам? Значи, има многу фактори кои што може да влијаат на ваквото однесување. Дали ова значи дека децата повеќе лажат доколку родителите се строги? Во суштина да. Значи, доколку се поригорозни правилата, или дома, или во училиште, или нели во било кој контекст, детето ќе се обидува да го одржи односот, да ја задржи сликата, при тоа лажејки, за да не направам непријатност, за да нема конфликт, за да не бидам отфрлен или виден со други очи, нели, ќе инсистирам на нешто што е побезбедно во моментот, нели, го ставам во наводници побезбедно, навидум е побезбедно, но во исто време на крај на ден ние кога ќе споделуваме меѓу нас како колеги и некој од колегите ќе каже ама клиентот лаже, викаме се лаже себе. Затоа што овој однос кон надвор станува составен дел од нас. Личен. Значи, односот научен на овие рани години станува односи кон себе. Што правам јас кога грешам? Што правам јас кога кршам вазна? Што правам јас кога не ги исполнувам можеби условите што се бараат од мене? Еве на работа.
истото го правиме со себе. Се лажам себе. Значи, како што го лажам светот, така почнувам да се лажам и себе си и да одржувам слика која што е скршена вазна, воопшто не е реална. Така. Но како да препознаеме дали детето лаже од страв или пак се работи за некаква навика? Така, ако е страв и срам во прашање, секогаш е телото во функција. Зборам за таа напнатост, телесна напнатост и на некој начин повлекување. Тоа е некој момент во кој што детето може и да се крие во некој дел од домот. Има деца што се кријат. Да не излегува од соба, или да се пикне во шкаф, или да игра невидлив сум. Значи, каде што стравот е толку голем, што јас посакувам да ме снема, да исчезнам од тој контекст, пред се поради тоа што не можам да го поднесам она што го направив или она што сум во моментот. Повторно е во функција на заштита, но е телесно видливо, некогаш изгледа како замрзнување, детето ќе се укочи, ќе се замрзне, нели на некоја порака што ќе му се испрати или на некое прашање, и може да почне и да покажува емоции, да плаче или да не може да се изрази, нели, иако нормално зборува, да поговорот ќе се забележи дека станува збор за страв. А за навика е поавтоматска реакција која што, нели, лесно излегува, тече и е нешто што можеби е научено, детето научило дека ако така автоматски се изразува, нешто ќе добие или ќе изгуби. Повторно е во функција на она што сака да го задоволи во моментот. Што да направи родителот кога детето ќе го фати во лага? Тука пак ќе се навратам на да се зборува. Јас би зборувала како се случи да излажеш. Што е она што Тоа прво прашање би го поставила? Јас би го поставила како прашање, да. Што е она што во овој момент оневозможи да ја кажеш вистината? Би била љубопитна дали е односот, да речеме, мој кон моето дете, дали е контекстот во кој што се наоѓа, што е тоа што те прави да се чувствуваш небезбедно, за да ми ја кажеш вистината. Дали е нешто што јас правам или е нешто што се случува со тебе. Во вакви ситуации најчесто децата зборуваат дека се плашам дека ќе ме казниш или јас не сакам да ти правам проблеми, ти ме запиша во убаво училиште, па сега ако јас не ги добијам тие оценки, тоа значи дека инвестираш во мене за џабе и така натаму. Многу поинаку тече диалогот отколку да се веднаш казни детето и да се каже ти мене ме лажеш, како можеш ова да го правиш, нели онај вообичаен диалог, импулсивен, кој што уште повеќе ќе оневозможи, ќе биде монолог. Во многу ситуации детето ќе се брани, ќе се бунтова, ќе се повлекува на разни начини, но нема да воспостави реален контакт со што е она што се случува и она што е најбитно во целата ситуација. Нема да преземе одговорност за однесувањето. Значи, многу е важно било кој диалог да води кон да превзем одговорност за моите постапки. Дека кога лажам, има одговорност. Дека кога грешам, има одговорност. Кога имам слаб успех, има одговорност. Учењето на одговорност е клучно во градењето на односите со родителите и во исто време е базата која што ќе овозможи тоа дете да си даде само поддршка во иднина, во правец да не се лажам сама себе, бидејќи тоа лажење на самите себе понатаму доведува до многу посериозни психолошки состојби, каде што симптомите се многу пошироки, тука зборувам пред се за анксиозните искуства, депресивните искуства, каде што во суштина јас не си давам ни простор да дознаам што ми е потребно. Не знам ни што сакам. Ако ги прашате, еве и на возрастно доба, што сакаш сега? Има ли нешто што ти е потребно? Одговорот е не знам. И вистината е дека не знам, затоа што ми е магла. И вистината е дека не сакам да знам, затоа што ако знам, тогаш треба да превзем одговорност за она што, нели, јас го правам. А се додека не го правам, повеќе е таа улога на жртва, каде што светот треба да одлучи. Ти треба да ми кажеш, јас сум целосно зависен од твоето мислење и единствено што правам манипулирам.
Значи, го манипулирам светот, ги манипулирам родителите, мислам, не е свесно. Не зборуваме дека некој, сега не зборам дека детето свесно манипулира, но во исто време ми врши работа. Јас ќе научам како да те изманипулирам за ти да ми го дадеш она што ми е потребно. Дури и без да го побарам директно. Така да не оди во правец јас да пораснам, да превзем одговорност да си ги задоволам потребите, туку светот да се адаптира на мене. Така. Но како децата да ги научиме на одговорност? Претпоставам дека тоа не се случува преку ноќ. Важно ли е уште додека се мали да се прават одредени работи за тие да може тоа да го согледаат и да го како модел да го прифатат? Одговорноста како модел. Прво е родителот колку е одговорен, нели? Каков модел Родителскиот модел, е родител така, во однос на превземањето одговорност за своите постапки. Има родители што никогаш не се извинуваат, има родители што никогаш не слушаат, има родители што цело време критикуваат. И сите други се криви за она што се случува, освен самиот родител. Значи, тоа е првиот модел. Друг начин на учење на одговорност е повторно овај простор помеѓу нити ригидни, нити поразни граници, каде што јас, да речеме како родител, ја давам слободата на детето да се изрази, искаже, но при тоа нели посочувам на последиците од сето она што го прави, дека тоа има последици и дека на некој начин не е дека јас тие не ги гледам, не ги слушам и викам на се супер е. И дека можем да сум тука, да ти помогнам, да бидам твојата поддршка во истражувањето на било кој аспект од себе си, дури и во постапките, нели, да видиш што си направил, како си го направил тоа, но во исто време, нели, тука и одговорноста дека се што ќе направиш, нели, е твоја одлука со која што би требало да понатаму да продолжиш да живееш. Така да, многу зборување, многу е важно да се зборува, многу е важно да се остава простор за искажување. На мали години е преку игри, преку разни активности. Ние имаме и цели школи сега, каде што помалите деца, например, доаѓаат преку различни работилници, учат и да препознаваат емоции, и да превземат одговорност, и да се изразат, и да ги надминат бариерите. Во дел од училиштата сум информирана дека училишните психолози, па дури и сега се инсистира и секој наставник да воведува барем по еден час, нели, во текот на неделата, во кој што ќе се зборува за овие теми. Мислам дека дел од класните раководители на вистина се обидуваат да го прават тоа, иако нашите наставници не сите, нели, се обучени во делот на менталното здравје и во пристапите како тоа се прави. Ова е еден развоен период во кој што училиштата се обидуваат да го вметнат овај сегмент учење на одговорност, учење кој сум јас, односите внатре во рамките на училишниот систем, но би рекла дека се уште ние сме во процес и развој на сето ова. По мене би требало да се тргне од градинка, од најмала возраст, значи и за самите деца, но во исто време да се воведе и советување и психотерапија кога се станува родител. Значи, кога некој одлучил да има, нели, свое поколение, да има советување, како изгледа тоа, што се случува, нели, кога ќе една мајка, нели, ќе донесе на свет новороденче, да има пристап до услуги и сервиси каде што ќе може да се обрати во секој момент. Ние имаме проблем со многу прва ниска свесност кај дел од популацијата, колку ова значајно. Исто така имаме и недостаток на сервиси. Без разлика колку има едуцирани психолози, психотерапевти, тука, нели, има и разлика во самата едукација, ние немаме толку многу сервиси колку што има потреба. Реално и во ваква ситуација немаме доволно услуги кои што би овозможиле поддршка и на родителите и на децата. И сега на сметка на тоа родителите ќе се едуцираат од социјалното окружување, кое што може да биде и поздраво и по
напредно во смисла на отвореност за нови начини, нови методи, бидејќи ова се нови генерации, не се како пред 20 години, не се како пред 5, не се како пред една. И таа мајка не била мајка на дете на таа возраст па да знае како. Тоа е едно поле кое е неизвестно, кое што е ново за секој родител и во исто време бара да расти развој на родителите. Тие паралелно треба да растат со нивните деца. Не секој родител е првосвесен дека е потребно да расте со децата. Тие мислат дека јас знам како и сега, нели, ти си моје дете и ќе биде по моје. Да. Дефинитивно денеска родителството носи безброј предизвици, бидејќи тука се и социјалните медиуми, тука се паметните телефони и екраните, брзи видеа кои што влијат и на мозокот на детето и на неговото однесување, стануваат раздразливи кога предолго се со мобилниот телефон во рака, но исто така има содржини кои што ги обликуваат и нив како деца, па родителите треба да се борат на неколку фронта. Да, и тука е голем предизвикот. Споменавте дека родителот треба да биде модел, но што доколку и тој користи, да речеме, некогаш лаги, па макар билете и бели лаги, нели? Што во тој случај? Така, сега... Како тоа ќе влие? Пак е вистината. Да. Функцијата на пак е битна функцијата на белите лаги. Некогаш не сакам да дојдам во друштво, нели, пак ќе измислам дека имам работа. Еве како бела лага. Тоа е за да избегнам непријатност. Пак има некоја функција за мене. Во исто време, нели, во ситуацијата кај децата, не кажувам што вистински не сакам, да, за да не ја изгубам другарката, другарот или еве не сакам да одам на роден ден. Тоа не го кажувам тоа, кажувам нешто друго. Некоја бела лага. Секако дека доколку родителот се користи со манипулации, нели, сега или ја превртува понекогаш вистината или лаже во името на нешто друго, ова ќе се нормализира. Ќе стане нормален дел од живеењето. Нели, прво ми кажуваш едно, некогаш и децата го кажуваат тоа. Прво мајка ми кажа едно, потоа прави нешто што е сосема друго. Или ми кажува мене што да не правам, ова е најчесто тинејџери кога ќе дојдат на терапија, ми кажува мене што да не правам, а таа го прави спротивното. Или ме учи како да бидам емпатична, зрела и одговорна, а во исто време незиниот живот е тотален хаос. Значи, секако дека моделот е клучен, пак е конзистентноста. Затоа што јас оно што го зборувам би требало и да го живеам. Ако јас зборувам нешто што не правам, во очите на детето има нејасна слика што е точно а што не е. И тука се руши сликата на безбедна личност. Јас не знам дали можам да верувам на оваа личност. Тоа што едно кажува, друго прави. Едно ми вели, нели, понатаму нешто друго излегува. Безбедноста е клучот за да се биде слободен во себе изразувањето и во отвореноста да се слушне и другата страна. Доколку ова чувство на безбедност никогаш не го доживеала една особа, некогаш го доживува и на 40 години првпат во психотерапија, многу е тешко да се воспостави било каков однос кој што е автентичен. Под автентичен мислам јас да бидам јас. Ни да се лажам себе, ни да го лажам другиот, туку да го кажам сето она што го имам, без да го изголтам, без да се повредам и без да ја повредам другата страна. Доколку една млада индивидуа има барем една емоционално достапна особа, за ова не треба школа. Значи, кога викам емоционална достапна, мислам некој кој што умее да слуша, да го слуша детето, да го гледа, да го праша, нели, да разговара кои се потребите и е отворена за да, нели, емоционално да биде присутна и достапна и, ајде да кажеме, столб во смисла на јас сум тука што и да се случи. Јас сум тука колку и да ти е тешко. Јас сум тука колку и да грешиш, нема да те отфрлам, нема да те
искритикувам, нема да ти направам, нели, да се чувствуваш лошо за тоа што си. Овај столб ќе биде основа за градење на системот на себе поддршка. Овај столб многу луѓе, еве јас работам со ограничена популација на луѓе што доаѓаат на терапија, не можам да го генерализирам, тоа зборувам искуствено, дека 80% од клиентите можеби го немале никогаш. Значи, немале ни една особа која што била конзистентна со структура, со јасност во, нели, поставувањето на граници, не ги рушала границите на таа индивидуа и која што умеела да создаде поддржувачка околина за да таа индивидуа биде тоа што е. Многу едноставно звучи вака кога го зборуваме. Но всушност исклучително комплексно. Но всушност искуствата покажуваат дека можеби за прв пат ова клиентот ќе го најде со терапевтот, бидејќи терапијата е точно тоа. Безбеден простор во кој што можеш да бидеш тоа што си, има јасни правила, има јасни граници, нели, има еден човечки топол однос во кој што е дозволено да се биде се што си. Така да, затоа викаме дека истражувањето на себе и овој тераписки процес е и како значаен за животот на секој индивидуа. Јас ги повикувам, нели, сите оние кои што имаат дилеми, еве, ако ги поттикнува оваа тема да се себе истражуваат, да инвестираат во сопственото ментално здравје и да ги употребат сите своји потенцијали, ќе ги ослободат потенцијалите, за кои што нема да им биде потребно, нели, од надвор да им биде дадено, туку буквално ќе го употребат сето она човечко, значајно, емоционално во функција на градење на односи и воспитување на сопствените деца. Колку често кај психолог се јавуваат родители кои што имаат проблеми со детето бидејќи тоа не е послушно или дека не ја кажува вистината? Се јавуваат секојдневно родители кои што, нели, бараат помош и поддршка. Најчесто се јавуваат кога ќе се направи некаков проблем во училиште, во градинка или ситуација кога ќе им биде посочено, нели, дека детето се однесува на начин кој не соодветен на самиот контекст. И во најголем дел бараат да се работи со детето. Тоа го спомнав и минатата емисија кога зборувавме за стилови на родителствување. Еве сега пак се надоврзувам во смисла на тоа дека детето би требало да биде поправено. Еве го детето, направете нешто со него за да детето престане да лаже или детето престане да краде или детето престане да се однесува на одреден начин. Во пракса ова не работи и побарува семена терапија, побарува вклучување на родителите, нели, во самиот процес, дури и кога се работи со детето, многу е важно самите родители повторно да се преиспитаат што се случува во овој контекст, што детето не си дозволува да ја каже вистината. Или што има тука, што сака детето да ми каже со неговата непослушност. Во која функција е тоа? Кога ќе дојдат до одговори, и кога, ако доаѓаат заедно, супер е кога доаѓаат заедно и мајката и таткото. Понекогаш доаѓа едниот е позаинтересиран, другиот е повлечен. И тоа кога доаѓаат заедно, многу лесно се решава, зборувам за некој период од неколку месеци, веќе доаѓа до разврска затоа што истото што се практикува на терапија се практикува и дома. А ако дојде само детето да учи нови вештини, како да се справува со емоциите, како да ги изразува потребите, а се враќа дома во истиот семеен систем, каде што е исто третирано. Ништо не се сменило. Тогаш е скоро невозможно да се научи било што ново. Така да тоа е еден покомплексен процес, многу динамичен, многу уникатен за секое семејство и за секое дете. Не е исто како се однесуваат двајца родители кон едното и кон другото дете, па дури да се близнаци. Така да тука има многу теми и подтеми што се истражуваат во овој безбеден сетинг. Значи многу е важна семејната терапија и учеството на двајцата родители во целиот тој процес, бидејќи од корен некои работи треба да се променат. Апсолутно. Значи многу е важно и самите тие како индивидуалци, она што реков, да се
да истражуваат со кои искуства доаѓаат, како ги пренесуваат, но во исто време и што градат заеднички. Бидејќи семејството е посебен ентитет. Не е само еден плюс друг плюс трет плюс четврт, еве кој е 4 члена, туку што создаваме ние. Тоа има нели свои карактеристики, свои вредности, свои правила. Сега кога таму нешто не е функционално, сега ова звучи парадоксално, ама ние викаме најздравиот член прв ќе има симптоми. Затоа што не може да го издржи тоа што е нефункционално. Значи, послушното дете ќе се адаптира на нефункционалноста. И ќе молчи, и ќе голта. А непослушното, прво ќе има симптоми, ќе направи некоја белја, нели, некој однесување, за да го донесе цело семејство на терапија. Затоа што таму нешто се случува, кое што можеби зависи од возраста, детето уме или не уме да го изрази, но го чувствува. И иако тоа дете е прогласено за црната овца, која што еве другите се супер, ова има симптоми. Еве ние кон сите сме исти, ама ова реагира. Во суштина тоа е дете кое што со неговиот бунт сите други ги донесе. Не знам дали има смисла, ама психолошки... Да, апсолутно. Да, многу е различно од оно што во секојдневието се смета, затоа што ако тоа дете еве одстапува од однесувањето во семејството, е залепена етикета дека таму нешто не е во ред, па мора да оди на психолог, првично. Иако тоа е во суштина детето што цела фамилија ќе обедини и ќе се бори против дисфункционалноста. Значи има право да протестира, да се бори против она што не чини во самиот семеен систем. И ако има слух, има семејства каде што нели има отвореност, има слух, во тој случај ќе помогне на целокупниот семеен систем за да заздрави, за да се нели создаде систем во кој што сите овие луѓе би имале простор за себе и во исто време би почитувале заеднички граници. Но дали денеска децата исто така имаат повеќе проблеми, па и почесто лажат и поради социјалните мрежи и оној притисок што таму се наметнува да бидат совршени? Па тука е незадоволството огромно. Тука би рекла и да и не. Може би да е во контекст на тоа дека социјалните мрежи се простор каде што се фаворизира таа убава слика за мене, нели, да се покажам во најубавото светло, во сите тие критериуми за изглед, за совршенство, за како пишувам, како се изразувам, за лајкови, за да имам повеќе следбеници, се мери некако. И тука е тоа одржување на таа слика, па макар и по цена да не е вистинско. Не е дека така вистински се чувствувам, но тоа нема да го ставам на социјални мрежи. Значи, се инсистира, се прави притисок да бидам нешто што не сум во правец на имање, да речеме, следбеници или некаква моќ. Од друга страна и не мора да е така. Значи, не секогаш е така дека ако едно дете на социјални мрежи, тоа ќе биде фактор за да лаже повеќе или за да биде повеќе непослушно. Значи, некаде пак е контекстот, во кој контекст тоа се употребува и како. Тука сега се поставува прашањето и во која функција ми е мене тоа присуство на социјални мрежи, што сакам да постигнам. Како влијае тоа на мене? Бидејќи не на сите луѓе, некој вика, имам лајкови, немам лајкови, ме виделе, не ме виделе, јас си го ставам своето и никому ништо, нели? Но кај децата популарноста се мери со лајковите. Популарноста се мери. Со бројот на следбеници на профилот, така? Да. Тоа може да биде фактор да секогаш се покажувам неавтентично или онаа слика која што другите ја побаруваат од мене и да пласирам, сервирам нешто што не е во мојот живот, само во име на популарноста и одржување на лажната слика. Бидејќи е виртуелен свет, е лажна слика дека мене таму некој многу ме сака, или ме цени, или ме почитува, иако нема директен контакт и фидбек од сето тоа. Некои деца стануваат и будни навечер, родителите ќе заспијат, тие се и понатаму на телефон и
навистина е комплексно. Комплексно е. Да, Комплексно е. ова се многу широки и длабоки теми, нели Па потоа ќе речат не бев на телефон. Да, потоа ќе речат не бев и не е еден ден и не е еден момент и не е едносмерна улица и нема точни и неточни одговори. Родителството нема правила во кои што би можела да се рече ако правиш вака тоа ќе се случи или ако не правиш така тоа нема да се случи. Не можеме да го предвидиме тоа и тоа е онај момент што преќе го напоменав како се носам со неизвестноста, дека сега сум, да речеме, мајка на 16 годишно дете, но утре ќе бидам на 17 и немам појма како е да се биде мајка на 17 годишно дете. Сега може да биде 17 годишна ќерка. Сега имам уште едно, тоа има 10. Сега никогаш не сум била, да речеме, мајка на 10. Сум била на едното, ама ова е нешто друго. Значи, цело време е неизвестност и цело време што не е страшно само по себе, е простор за да видам како сум јас со сето тоа. И е простор за да си ги откријам потенцијалите за кои што можеби не сум свесна дека ги имам. Во моето искуство, јас како родител сум открила некои вештини и потенцијали кои не би била свесна дека некогаш постојат во мене, ако не сум била во таа улога. Просто улогата налага да секој ден јас истражувам и учам нешто ново и различно од моите деца, заедно со нив. Така, заедно учиме. Да. За родителството овие емисии се исто така важни, бидејќи во нив се учи и за здравието, и за родителството, и за менталното здравје и наши капацитети. Ви благодарам многу за гостувањето во магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам на оваа прекрасна тема и се надевам ќе имаме прилики уште да зборуваме. Секако ова е неисцрпна тема, има уште многу работи кои што може да се опфатат, но во некој ново издание, нова емисија. А ќе им заблагодарам и на гледачите што денеска беа заедно со нас. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.